Добар ден, драги пријатели, и добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Деспина Ковачева и денеска малце ќе бидам искрена околу оваа тема и ќе ви кажам за тоа колку паузите може да ни штетат од тоа ние како ќе си кажеме, например, знаеш, ќе одморам една недела од тренинг и ништо страшно не може да ми се случи, па таа една недела ќе преиде во месец дена на одмор, па после тоа ќе ми почне семестар на факултет или на работа, или ќе добијам дете можеби, па ќе добијам една тортичка плюс, па ајде, знаеш, ништо не може да ми се случи, на пауза сум и така натаму и така натаму. Реков дека ќе бидам искрена поради тоа што и на мене ми се случило многу пати и после тоа нели имаме она чувство на каење, не требаше да го изедам тоа или не требаше да ја направам таа пауза. Но дали сте размислиле низ колкав стрес поминува вашето тело кога вие всушност ќе прекинете да тренирате, па ќе се префрлите на оној можеби не толку нездрав начин на живење, но оние периоди кога ние си дозволуваме нешто да направиме, како на пример вежбав 3-4 месеци, што може да ми се случи од недела дена пауза. Точно, паузата за мускулите може да биде некогаш и позитивна, затоа што влакната на мускулите, нели како што сум напоменала неколку пати више, тие се кинат и повторно се спојуваат со цел да бидат посилни за да направат подобри спојки, но пауза која што е подолга од 3-4 дена, никого не може да му дојде добро. Чисто поради тоа што телото поминува низ секаков тип на стрес. Кога ќе кажам стрес, не мислам на оној психички стрес кој што го доживуваме цело време на работа или по обврски или на факултет и слично, него самото тело се доживува стрес со било која промена да му ја направиме, па дури ако смениме и климатски промени, мислам дека знаете сите зашто правам муабет. Така да вие кога ќе прекинете да тренирате, мускулите автоматски се опуштаат и тие губат таа навика да вежбаат. И сега замислете ако ви е тешко да се вратите на тренинг после одмор од 10 дена, што би било ако вие пробате да се вратите на стариот тренинг после месец, два, не дај Боже година и две. Јас сум направила пауза од година дена и верувајте више година и кусур помината, а мене ми е се уште тешко да се вратам на оној тренинг кој што сум го имала и порано и нормално се гледа на мене, не ми се допаѓа, не сум задоволна, ама секако не можеме да се откажеме од нашиот напредок. За почеток, една добра ствар на нашето тело е што мускулите имаат меморија, и тоа благодарение на нив ние побрзо можеме да се вратиме во форма вториот пат откако ќе направиме нели пауза на нашите тренинзи. И тие всушност памтат во која состојба биле и како влакната биле споени, така што можеби кога ќе почнеме втор пат би било, не можеби толку сигурно би било полесно за нив да се привикнат и да се навикнат на ние тешки тренинзи што сме ги имале. Но во никој случај не смееме да продолжиме онаму каде што сме застанале. Поради тоа што нашето тело било во летаргична состојба одреден период, нели зависно од таа пауза која што сме ја имале ние, и ние во никој случај не смееме да продолжиме од оние тешки кардио или тежински тренинг или спорт со било што и да сме се занимавале, затоа што веќе имате такво страшно воспаление што никогаш више нема да ви текне со било каков спорт да се занимавате, па дури ни трчање. Затоа ќе се вратите на вашите почетнички стапки и ќе почнете да функционирате онака како што сте почнале на почетокот. Што значи тоа? Поголеми паузи меѓу тренинзи, паузи за време на тренинзите, полесни вежби, помали тежини, побрзи движења и од таа стапка вие ќе почнете да продолжите со вашите тренинзи. Затоа што најчесто луѓето имаат една умерена мускулна маса изградена. Таа мускулна маса се гради од 3 до 5 месеци, додека пак висока мускулна маса се гради до 2 години. Така да не знам вие на кој степен сте биле, ама не е битно, повторно мускулите нели како што рековме памтат, така што вие де факто полесно ќе се вратите, но да не заборавам тука морам да кажам и важноста на вашата исхрана. Значи се препорачува да внимавате повеќе на исхраната на овој дел од нели вашите тренинзи, за разлика од тоа ако сте биле вие во форма и си дозволувате да каснете нешто благо или cheat day како што ги викаме ние или слично. Тука мора да внимавате затоа што телото преживува еден голем стрес. Тоа е огромна промена затоа што више вие од летаргична состојба сте почнале да тренирате подолг период, па сега правите пауза, па се враќате пак. Исто тие промени на телото и тие воспаление на мускули на крајот од денот не може да бидат добри кога ќе ги ставиме сума сумарена нели на
на целиот живот наш, така да треба да внимаваме да не ги преоптоваруваме мускулите, затоа што на крајот од денот не верувам дека само некои од нас се занимаваат со спортски активности, туку имаме и фамилија, и работа, и останати домашни обврски кои што треба да ги исполниме, така да не треба да заборавиме дека телото не треба ни да го користиме само за време на тој час и пол спортска активност, туку ние треба да бидеме активни во останатите 12 сати во денот. Така да секогаш јас сум за оној фактор повторно да се почне да се тренира, но мора да нагласам дека треба да бидете многу внимателни, треба да внимавате како ќе се вратите. Верувајте, ќе ви биде може психички ќе ви биде потешко затоа што се гледаш во огледало и си викаш јас не бев ваква или јас можев ово многу полесно да го направам и така натаму, но не влагајте во таа замка. Јас верувам дека чисто јас од личен аспект и мене ми било тешко и затоа ви реков искрено можам да ви кажам на оваа тема затоа што сум го поминала, знам дека не е едноставно, но мораме да се потрудиме да се враќаме повторно и повторно во теретана, тука е мотивацијата, тука не сите пријатели, тука се тренери и сите алатки кои што ни се потребни да се вратиме, така да сите врати ни се отворени.